Вкупно гласаа 65 пратеника. На 27 декември пратениците ги изгласаа измените на Законот за електронски документи. Главната новина е тоа што документите издадени од државните институции, а стекнати по електронски пат, ќе важат исто како и класичните со печат. Ако извадите некоја услуга од порталот, ева да земеме уверение за државјанство, долу таа е потпишана со QR код, времен жиг, електронски подпис, но кога ќе отидете во суд или во некоја друга институција да го приложите, ќе ви кажат ова не е оригинален документ, тука е фотокопија. Со измени на законот, овој испринтан електронски документ ќе има иста важност како да е со обичен плав печат. Дали сега и на вистина е така? Дали државните институции и приватните правни лица ги почитуваат новите законски правила? Проверивме преку два примера, во банка и во Фондот за здравствено осигурување. Добро, да се само ради оригинал документот за извод. Откако ќе се регистрирате, а потоа и ќе се најавите на порталот услуги Gov.mk, може да поднесете барање за издавање на различни документи, како физичко лице или како компанија. Според податоците на веб страницата, меѓу најчесто бараните услуги од граѓаните се потврди за неосудуваност, за работен стаж, како и дозволи за поседување оружје. За да ги тестираме институциите дали ги прифаќаат електронските документи, аплициравме со барање за извод од матичната книга на родините. Мене ми беше потребен за да отворам сметка во банка на малолетната ќерка. На колегата пак, за да ги ажурира податоците, односно да ги исправи двете грешни букви во презимето на неговиот малолетен син во системот на Фондот за здравствено осигурување. Услугата не чинеше по 164 денари. Кај колегата, известувањето дека изводот е готов стигна речиси веднаш, само 20 минути од поднесувањето на барањето. Откако ја утврди точноста на податоците, го испечати документот и се упати во подрачната единица на фондот. За промена на лични податоци на дете. Грешни се во здравствена книшка, уште од раѓање. Еве извод. Чекате само неговата книшка. Брзо, готово. Поправено, значи. Добро. Завршив работа за помалку од една минута. Службеничката ни кажа дека без проблем ги примаат електронските изводи. Моето барање за извод од матичната книга на родините за мојата ќерка го поднесов во ист ден со колегата. Документот ми стигна по еден работен ден. Како и колегата, го испечатив и тргнав во проверка дали ќе биде вреднуван како оној со син печат. Целта беше да отворам трансакциска сметка за дете, зашто е потребно барање, моја лична карта и извод од детето. Со документите се упативме во експозитура на една банка во Скопје. А таму... Добро, за сега ќе се само ради оригинал документот за извод. Нели имаше некој закон сега дека од јануари важи? И покрај печатот и кодот кој ги содржи изводот, во банка не го прифатија овој документ. Поред измените на Законот за електронски документи, предвидено е сите институции да ги прифаќаат електронски издадените исто како оригинални. Во членот 3 од измените се наведува: секој јавен орган и или приватно правно лице до кое се доставува печатена форма на електронскиот документ од ставот 2 на овој член, може да направи проверка на неговата валидност преку скенирање на кодот на долниот десен агол на печатената форма на електронскиот документ, QR код, која содржи локацијата каде што може да се добие оригиналот на електронскиот документ. Па со нашето искуство од терен се обративме до Министерството за дигитална трансформација. Прашавме дали го следат спроведувањето на законот и зошто дел од правните лица одбиваат да ги примаат документите како оригинали. Министерот Стефан Андоновски го повтори она што го пишува на хартија, дека законот важи за сите, но додава ќе остави простор за прилагодување, бидејќи измените се на сила помалку од еден месец. Законот вели дека секој електронски документ кој што е изработен од државен орган може да се користи во неговата печатена форма исто како оригинален документ. Претпоставувам дека недостатоците кои што се појавуваат или отпорот кај некои институции ќе постои, затоа имаме двоен пристап.
ќе направиме, ако треба, и поголема кампања на социјалните медиуми со кој што ќе објасниме на институциите како да ги прифаќаат документите. И второ, подготвуваме и упатство за граѓаните како да си ги заштитат своите права. Во случај да забележат дека правото не може да си го остварат, како во вашиот случај кој што го спомнавте, кој е начинот на кој што може да реагираат? Дали да реагираат на лице место или да го контактираат нашето министерство? Во законот се предвидени и инспекциски служби, како и казнени одредби за оние субјекти што нема да го почитуваат. Ќе биде потребно подолго време, што значи во текот на 2025 година ќе направиме напор да што побрзо лиценцираме определен број на инспектори и започне како сектор во рамки на министерството. Доколку се појави потреба да нивните обврски се зголемуваат, тогаш ќе размислуваме и за посебен инспекторат, но ќе ги имаат во рамки на Министерството за дигитална трансформација сите надлежности кои што им се утврдени со новата систематизација која исто така стапи на сила на 1 јануари. Ние го утврдуваме работните позиции и сега веќе започнуваме со тренинг, обука на кадрите. А додека инспекторите да почнат со работа, од Министерството најавија дека ќе објават и ќе испратат упатство до институциите и до приватните правни лица. Во него детално ќе биде објаснето како да ги прифаќаат електронските документи.